Деветооделенците во градот кои завршуваат основно училиште во рамки на отворените денови кои ги организира Кумановската гимназија Гоце Делчев се запозна и информираа за струките и профилите кои се изучуваат во училиштето. Отворените денови се во рамки на активностите на прославување на патрон празникот на 4 мај. По повод прославување на патрониот празник на училиштето на 4 мај го организиравме овој отворен ден за деветооделенци кои што треба да се запишат во средното училиште, бидејќи од оваа учебна година има некои измени во наставната програма и го организиравме сето тоа да бидат навремено информирани во промените преку сите активи кои што се опфатени во нашето училиште. Сите ученици изедоа активно учество да ги постават овие штандови, да се представат со нивната програма. Штандовите по предметите хемија, физика, биологија, јазичните профили, уметност и музика се само дел од профилите кои се застапени во Кумановската гимназија и им беа презентирани на посетителите основци. Квиз на знаење, isprogramirавме квиз на знаење. Исто така видео и дел од учениците направија видео игра и презентираме слики приготвени во Photoshop кои што се изучува на информатичките предмети. Ова е штанд за информатичките предмети, информатика, информатичка технологија, програмски јазици и исто така проектните активности во областа на информатика. Овој наш штанд тука презентира тема физика, тоест примената физика. Имаме повеќе појави тука, како например тука што имаме прикажување на отворен и затворен струен круг. Тука имаме електромагнетен топ кој испада феромагнетни проектили користејќи само електромагнетна сила. Имаме демонстрација на соларна енергија овдека и овдека имаме холограм каде што се прикажува слика која изгледа дека лебди во воздух, но меѓутоа тоа е само проекција во простор. Според конкурсот годинава во Кумановската гимназија Гоце Делчев ќе може да се запишат околу 350 ученици во 10 паралелки. Според конкурсот што го имаме објавено, се објавени 10 паралелки, некаде околу 350 ученици, имаме слободни места. Во тие 10 паралелки, една паралелка е на билингвална. Учениците паралелно го изучуваат и францускиот јазик, ја следат наставата на француски јазик. Од ова учебна година учениците уште на самиот почеток во прва година треба да се определат кој пакет ќе изучуваат. Според последните измени, учениците ќе може да бираат од пакетите природно-математичко А и Б, општествено-хуманистичко А и Б и пакет јазично-уметничко А и Б.